Poštovani prisutni, dozvolite mi od prvim da go pozdravim Неговата екселенција, амбасадорот на Сjedinjenih Американских држави, господин Пол Волерс, како гости на ова манифестација, широко поддржана од амбасадата од Сjedinjenih Американских држави преку УСАИД. Да го поздравам и директорот на економскиот сектор на УСАИД, господин Джордж Вескот. Жозе Веса. Два пати ми го спомнам, видите да заборам и требаше да го запишам. Да ве поздравам сите вас присутни од регионот, пред се од Пчинскиот крај и некои други гости од Сдруженијето на земјоделците во регионот, од образованието, од културата и сите оние денеска кои сте тука на оваа промоција, манифестација која е организирана УСАИД по повод проектот да УСАИД за справување глобалното затоплување и справување со последиците во земјоделието од глобалното затоплување, како што кажа мотото киша, снег, студ, да го спаси мојот труд. На некој начин УСАИД секогаш е пристан да ги даде позитивните практики во она што се вика актуелните проблеми, дали е тоа во образованието, дали е тоа во социјалата, дали е тоа во економијата како основа инпут за развој на општеството. Еве земјоделието како дел од економијата се соочува со проблеми од глобалните климатски промени и проектите кои ги прави УСАИД во ова насака во регионот, пред се во Македонија, се многу позитивни и полезни од аспект што земјоделието е основна гранка на македонската економија. Затоа проектот на УСАИД кој е по Вардарска долина, затоа и Пчиња е во овој дел од проектот, од аспект што ги избрале сите места од регионите на Вардарската долина, а како сливно подрачје на Вардарската долина и Пчиња е дел од овој караван. Ова е втора компонента од проектот. Првата компонента беше техничката поддршка на земјоделците во однос на проектот, а втората компонента е подигање на свеста кај земјоделците, кај граѓаните за прифаќање на овие мерки, методи кои ги нуде проектот. Затоа како домаќин на град домаќин на овој проект и домаќин на амбасадорот и екипата од УСАИД би сакал да се заблагодарам за нивниот труд и напори што вложуваат за развојот на македонското општество, пред се на институциите, на демократијата и помошта што ја даваат за нашите интеграции во НАТО и Европската унија, и да посакам да надамошта соработка да ги даде конечно плодовите и крајната цел, тоа е Македонија да видиме интегрирана во овие два големи системи. Локалната самоуправа ќе дава унатамошниот период голем допринос во однос на имплементирање и потребите на граѓаните. Знаеме дека основен проблем на овој регион е загадување на подземните води, знаеме дека најголем проблем е депонијата, односно ѓубриштето кое е во непосредна близина. Локалната самоуправа, регионот прави се напори, еве во пресредстве на објавување на еколошката студија, односно еколошката дозвола и објавување на студија и објавување на јавен повик за избирање на концесионирање за обработка на цврст отпад, со што ќе се отпочне да се регулира проблемот на овој крај, кој е еден од најплодните крајеви во Република Македонија, познат ради раноградинарско производство, и со решавање на овие два витални проблеми локалната самоуправа директно ќе се вклучи во имплементација на овие заложби за развојот, на руралниот развој на земјоделието и среќен и богат граѓање на Куманово и на Пчиња. Да сте живи и здрави на сите гости, посакувам добар прием во ова гостолюбива местна заедница, овој добар народ кој покажа дека е вреден, умен и знае да се справи со сите проблеми, и да дадеме пример дека овдека ќе се имплементираат и првите заложби на овој проект. Еве, од моје име, многу успех на проектот. Да сте живи и здрави.